Последните минути ќе разговараме со Миша Поповик, кој што е раководител на Центарот за добро управување и постар истражувач во Институтот за демократија. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро. Имаме интересна тема на разговор, верувам ќе го задржиме вниманието на нашите гледачи, тоа е како граѓаните да бидат подготвени во случај на некаква непогода или кризна состојба. Вашиот план и стратегија вие најпрво им го представувате на општините, а потоа од нив барате да ги подготват и граѓаните. Меѓутоа, ајде да почнеме од почеток, како ова се одвива? Да, Институтот за демократија во минатите година и пол со помош на британската амбасада работеше со 8 единици на локална самоуправа. Тоа се Конче Карбинци, Велеска Вадарци, Маврово Ростуше Гостивар, кои што донесоа стратешки планови за намалување на ризици од катастрофи, и Кичево и град Скопје, од кои што се уште чекаме да ги донесат. Зашто се работи? Тргнавме од една предпоставка дека општините се оние кои што први треба да одговорат на доколку се случи некоја катастрофа. Заради тоа што прво одат на терен локалните ресурси, пожарна, јавни предпријатија и така натаму, па дури потоа се вклучуваат институциите на централниот систем за да одговорат на некоја несреќа. Идејата беше да ги трансформираме, да ја трансформираме работата на општините од тоа дека не само што први ќе одговорат, туку и први ќе се занимаваат со превенција, заради тоа што секој денар вложен во превенција се исплати, бидејќи штетата која ќе се случи, трошокот е 7 пати поголем од превенцијата, санацијата, всушност, на кризата. Така што работевме со овие 8 општини, вклучително и градот Скопје, за да се развие едно такво размислување во самите општини, дека нивната улога е и во намалување на ризици од катастрофи, во секојдневната работа на општините. Тие голем дел од работите што се потребни ги прават, меѓутоа има некои работи што не ги прават, и овие стратешки планови треба да им помогнат како да го обмислат во иднина, им помага да развијат една визија за тоа како да работат во секојдневната работа, во планирање. Што е тоа што не го прават, а би требало? Во планирањето на пример на економскиот развој, на урбаниот развој, потребно е да се внесе една таква компонента, заради тоа што од опасност во природата, која што постои, до несреќа, разликата е човечката интервенција. Не постои природна несреќа, постои природна опасност. Така што, кога одлучуваат општините за тоа каде ќе градат, каде ќе се развиваат, например, населби, како ќе се развива економскиот живот во општината, треба да се размислува и за тоа дека потребно е да изградиме отпорна општина. Меѓутоа, истовремено, оние што се на удар се секогаш граѓаните. И токму заради тоа, општините во овие планови предвидуваме да работат, да зголемат својата едукативна компонента, заради тоа што подготвени граѓани се граѓани кои што ќе трпат помалку штета кога нешто ќе се случи. На кој начин ви ги подготвувале граѓаните? Општините, например, работат често со граѓаните во едукација, например, на дека не треба, например, да палат стрништа. Меѓутоа, општините можат повеќе да направат, да ги обележат оние места каде што, например, не треба да се прави скара на излетнички места, например. Или треба да се едуцираат за тоа како луѓето да се снајдат ако се случи земјотрес, ако се случи пожар. Различните населби на територијата на земјата се под некаква различна опасност. И она што го знаеме од странство, например, е дека кога се случија поплавите пред минатата година во Германија и во Холандија, холандјаните, бидејќи се обучувани дека и повеќе знаат како да живеат со наплив на вода, со поплава,
имаа поголем успех во санацијата, односно во спречување на поголема штета по здравјето и по човечкиот живот. Така што ние подготвуваме еден прирачник за граѓаните кој што ќе им биде даден на располагање на општините и граѓаните е потребно повеќе да се подготвуваат и општините се тие кои што треба да им помогнат. Една работа која што честопати се заборава се ранливите групи. Ние можеме да кажеме, например, дека ако има земјотрес треба да се засолниме покрај потпорен зид, например, но што се оние што не може да се движат, како тие да се заштитат, ако треба да се евакуира население, дали општината знае каде се ранливите групи на кои што треба посебна помош да им се понуди за да тие можат да се спасат. Сето ова го има во овие стратешки планови и се всушност една политика на општините како да превенираат и спречат поголема штета во иднина кога нешто ќе се случи, ако нешто се случи. Миша, јас би ве прашала и дали овие ваши предавања, велите, веќе подолго време наназад сте ги подготвувале, тогаш се уште беше мирна состојбата помеѓу Русија и Украина и немаше војна, меѓутоа сега кога го презентираме ова, а гледаме во светот што се случува, не толку далеку од кај нас, можеби дел од граѓаните ќе помислат дека токму овие подготвителни активности во случај на криза, како што ги зборуваме, се во насока и доколку се случи воен конфликт. Дали и во таа насока нешто размислувавте, планиравте или сакавте да ги обучите граѓаните како да превенираат? Не, оригинално идејата на сето ова е да се спречи и да се подготви населението, да има населението очекувања, например, од институциите, што и институциите треба да направат во случај на некаква криза или катастрофа. Меѓутоа, поидовната точка се комплексните кризи, каде што пред се она што секоја година се соочуваме се кризи од типот на пожари, од типот на земјотрес, од типот на поплави, кои што со климатските промени секако ќе се зголемуваат опасностите по однос на ова. Меѓутоа, идејата за подготвеност може да помогне и во човечки предизвикани кризи, иако ова не е идејата од која што ние тргнав. Така, еве некаде пред крајот на разговорот, времето брзо тече, би ве прашала каков е вашиот впечаток? Дали се подготвени граѓаните да реагираат на правилен начин доколку се затекнат во нека непогодна ситуација? Дали знаат на кого прво треба да му се јават, ги знаат ли телефонските броеви? Што е тоа што е најважно? Особено што имаме нов број за повикување 112 и граѓаните веќе имаше од институциите кампања за да го дознаат граѓаните тој број, значи тој ги заменува сите останати оние што ги знаеме 1, 9, 2, 3, 5 и така натаму. Сега е 112. И граѓаните честопати кај нас тргнуваат од тоа дека ќе се случи најдоброто и ретко кога се подготвуваме за најлошото. Луѓето треба да и пред се тука општините треба да им помогнат на луѓето да работат со локалните заедници, со местните урбаните заедници, во тоа да се запознаат граѓаните со тоа кои опасности постојат и да се подготвуваат за тие опасности. Не е воопшто ширење паника, доколку се зачестат, например, вежбовните активности во училиштата за земјотрес и за Тоа пожари. сакав да прашам, училиштата, кога споменавте пред малку ранливите групи на граѓани, сега учениците не спаѓаат во оваа категорија, меѓутоа имаме ученици од 5-6 годишна возраст кои што се веќе во училишните клупи, кои што навистина не знаат како да реагираат во било каква ситуација. Поедини училишта вежбаат, меѓутоа потребно е да се прошири на сите и да се зачести, заради тоа што оние што се навежбани, оние и побрзо ќе излезат, побрзо ќе се евакуираат, ќе знаат што да прават, нема да се создаде паника бидејќи е навежбано. Нели стампедото е една од најголемите опасности кога луѓето се евакуираат. Така што вежбањето сметам дека е значајно и дека
е нешто што треба да биде природна работа не само во училиштата, во повеќето институции. Тука некаде јас ке морам да ви заблагодарам за разговорот. Се надевам бевме јасни и конкретни во тоа што сакавме да го испрезентираме пред гледачите. Исто така се надевам дека нема да има потреба да се покажат на дело сите овие вежби. Меѓутоа не се знае со природата, никогаш не можеме да бидеме на чисто. Миша, ви благодарам за денешното гостување во Утренски брифинг. Благодарам и на вас. Тука некаде го привршуваме ние и овој разговор, последен за оваа работна недела. Следуваат содржините од студио.